Подпредседателката Харис дојде во Колорадо во време на продлабочена загриженост околу водата и неможноста на регионалните држави да се согласат да ги намалат барањата на реката Колорадо, каде што хидроелектричното производство е загрозено од сушата. Харис изјави дека претходните федерални политики не офаќале доволно области во некои сојузни држави. Federal policy around extreme weather and extreme climate. Федералната политика околу екстремните временски услови и екстремната клима ги земаше предвид само торнадата и ураганите. Но треба да се запрашаме како се справуваме со сушата и шумските пожари и како тоа влијае на овој регион поинаку од другите региони во државата. Таа исто така заслужна за локалната акција на државните гувернери, вклучително и Джеред Полис од Колорадо. Мислам дека се прави многу во Колорадо. Спроведуваме храбра климатска акција за да ја заштитиме државата што ја сакаме и да им заштедиме пари на луѓето. Знаеме дека токму овде во Колорадо екстремната суша го загрозува нашето земјоделство и индустријата. Ситуацијата околу водата станува се потешка. Харис вели дека патува во Африка подоцна овој месец за да се фокусира на климатската отпорност и адаптација. If a community or a particular geographic location Ако заедница или одредена географска локација доживува екстремна суша со години и години, не може да произведува храна. Тамошните жители потоа ќе го напуштат тоа место за да одат некаде каде што ќе може да произведуваат храна. Тоа ќе доведе пак до друг одреден степен на конфликт. Борбата со климатските промени е главен приоритет за администрацијата на Бајден со дополнета легислатива од минатата година за ветерната и сончевата енергија со цел да се намали зависноста на сад од нафта, јаглен и природен газ.